Добар ден. Мој денешен соговорник е господин Андреј Петров. Добар ден и добро дојде и за вас. Лекар, дерматолог, член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН ве нарекува само Социјалдемократски сојуз без Македонија. Веројатно инсистира да ставите Северна или не знам што е полемиката, но за тоа друг пат со нив, може би, од тој кадар. Спомнав лекар, дерматолог, би да ве злоупотребам доктор и професор на Универзитетот по медицина Гоце Делчев Штип, да ве злоупотребам, ако може така да се изразам една минута, иде лето, топли денови и воздухов не е баш најчист, ама и сонце во озонската дупка или што е последица на се почувствителни кожи. Како да се заштитат граѓаните и граѓанките? Најпрво благодарам на поканата. Со задоволство ќе споделиме нешто што е во општи интерес на луѓето. Доаѓа месец мај кој е светски ден за борба против рак на кожа. И луѓето треба да употребуваат заштитен крем за сонце со висок фактор за заштита. Тоа е главната препорака, бидејќи денес сите знаеме дека Светската здравствена организација го има сонцето, ултравиолетовото зрачење, УВА и УВБ зрачењето ставено како главен канцероген. И затоа треба да се штитиме, бидејќи факторот сонце е главен и за рак на кожа и за старење на кожа. Што вели македонската статистика последнава деценија? Расте и тоа се поклопува со глобалните трендови, меѓутоа исто така расте и бројот на откривање на меланоми, да речеме на најопасните тумори во раната фаза, што значи дека луѓето повеќе одат на преглед, повеќе се контролираат, меѓутоа исто така значи дека опремата, тренингот на докторите е на повисоко ниво во Македонија. Јас можам да кажам дека во Македонија нашите доктори дерматолози се врвна класа и можат луѓето слободно да на дерматолог. Добро, спомнавте кремови, заштитни и така натаму плажи. И вие сте, предпоставам, од Скопје. Да. Јас сум скопјанец, ние како деца на 41-42 на скопскиот асфалт, па ништо не ни беше да чукнемо дрво. Што се случува? Дали ова со климатските промени, озонските дупки, имат ли влијание? Има влијание, да речеме, една друга тема. Јас сега затоа и малку што се вика засипнат, имам проблеми со поленот, што никогаш не сум ги имал претходно, со некој поленски ринит. И тоа престојување на отворен простор, таму каде што има, да кажам, голем дел и на сонце, и на овие аероорганизми, си го прави своето. Често пати и ние тоа го зборуваме, некогаш не сме користеле ни заштитни кремови за сонце, ниту ништо, па не ги имало тие последици, меѓутоа има и еден друг факт, што голем дел од овие промени се кумулативни. Тие не ги гледате во првиот момент на кога ќе се изложите на сонце, туку многу години подоцна. Кожата ја меморира целокупната агресија од сонцето што е правена врз неа. И ако видите, најостарена кожа е на оние луѓе што се градежни работници, земјоделци, кои се испечени на сонцето, и голем дел од тие кожни карциноми се јавуваат кај нив. Така да има точности во тоа што го кажувате. Ние луѓето од својата себичност и алчност за профит ја нарушивме животната средина. И тоа е дел што исто така прави проблем, меѓутоа исто така мораме да сватиме дека голем дел од овие фактори на околината заедно со генетските фактори доведуваат до рак на кожа. На светско ниво очигледно одговорните треба да разберат дека нема се уште нема друга резервна планета. Па не можеме да се катапултираме за жал. Така, Андреј Петров, како да видиме Илон Маск нешто се обидува, ќе видиме докаде ќе стаса, нека мислат идните генерации. Само како впечаток, сега ве фрлам на овој политички, би рекол поконкретно на партиски терен. Од она генерација на Социјалдемократскиот сојуз вие бевте и пратеник, бевте висок партиски функционер, бевте шеф на неколку изборни штаба, бевте генерален секретар на партијата. Во демократска смисла, дали во тоа време и мојот впечаток е лош, СДСМ беше подемократска партија отколку денес? Не, можам да кажам дека денес има доста демократија. Гледате дека дури има различни ставови по многу прашања. Има и тогаш ги имало и сега ги има. Она што јас мислам дека се случува е една делумна апатија на дел на луѓето да се занимаваат со политика, особено делот на луѓето што се кредибилни, што се докажани во своите професии. И препуштање на теренот во сите партии на луѓе што генерално во политиката го бараат единствениот начин на екзистенција.
но меѓутоа тука СДСМ воопшто не е исклучок, тоа се случува во ВМРО ДПМН, тоа се случува во другите субјекти. Инаку од демократски аспект мислам дека има доста различни мислења, затоа гледате дел од дискусиите наши на извршен одбор излегуваат во јавноста од ВМРО ДПМН и не можете ништо да чуете што се случува затоа што тоа е една така војнички тоталитарна матрица, ние сме различни, секогаш сме биле различни. Еден период тргна СДСМ во една би рекол по-радикална демократизација во смисла на избор на органите, председател се бира на непосреден на конгрес, но не на конгрес, председател на партија се бира директно од членството кај нас. Се извинувам, директно од членството, значи го напушти тоа именување, практично сега избор од членството, но застана до општинските организации таа идеја да продолжи и натаму, не се случи и покреветувањата. Е ли тоа наредниот нов чекор? Која е вашата препорака? Мислам дека треба да биде. Мислам дека вие сте во право и дека како што се избира председател на непосредни избори кај нас од членството, така треба да се бираат и председателите на локални ограници. Еден, да кажам, амерички модел да се спроведе во кој не е битно за да станете председател на огранок, дали сте му близок на председателот или секој ден му кажувате вие сте најубав, најпаметен, најдобар, туку колку тежите во средината во која живеете. Тоа генерално ни треба тој чекор за сите политички партии, веројатно поради општата политичка култура во државата. Ние сме отидени најнапред во демократизацијата. Другите се гледате како другите зависат од подписот на лидерот. СДСМ и ден денес се уште, да речеме, нашите членови, кандидати за пратеници се утврдуваат на конгрес. Значи што е различно, да кажем, од нашиот главен опонент кој не оди со тоа на конгрес и со подпис на раководството ги доставува кандидатите до изборните органи. СДСМ во тој смисол е многу понапред. И со изборот на председател, и со начинот на избор на кандидатите, меѓутоа не е доволно тоа. Добро, може ли да употребам термин или ќе погрешам верност и неверност кон партијата, ако не се послушни, во ВМРО се попослушни, поверни, или тоа е обратно пропорционално? По-послушни може би се. СДСМ секогаш бил по-демократски, абсорбирал и дел од спектарот на граѓанското општество, затоа што граѓанското општество, тој центристички дел, да кажем, во општеството, кој е многу значен, кој доведе до многу значајни промени во општеството, секогаш бил поблизок до СДСМ. Дури и сега, да речеме, кога дел од нив се разочарани од нас, вака кога ќе разговарате, кога им кажете добра, дилемата е таму или таму, тие се секогаш поблиски до Социјалдемократскиот сојуз како партија која е демократска, партија од демократска провиненција. Ке има празнина во овој разговор ако не ве прашам за Црвенковски, бевте со години негов близок соработник во партиска смисла, бевте генерален секретар. Имате контакти? Како стоите со негов во однос на вашите актуелни политички ставови или партиски, би рекол попрецизно, и неговите, кои не ги слушаме често во јавност? Не, јас сум имал чести со него контакти. Во делот што ве разбирам, што ме прашувате, во суштински аспект, ние не сме имале никогаш разлика во ставовите и мислам дека тој, како човек што 20 години бил, без малку 20 години председател на СДСМ, голем дел од тешките процеси ги поминал и секогаш размислувал што е подобро за државата отколку што е подобро за партијата. Никогаш не се бавил со популизам. Затоа мислам дека визави сегашната ситуација, мојата одлука, независно кој како тоа го гледа, да помогнам на една прозападна ориентација на СДСМ. Ако ја зборувам прозападна ориентација, треба на сите да им стане јасно и на гледачите и на другите на кои им објаснуваме дека наш најголем пријател и промотор на независноста на Македонија уште од времето на председателот на Америка Вудроу Вилсон се Соединетите американски држави. Значи, проектот Македонија независна држава, автономијата на Македонија е американски проект. Ова е малку и критика кон Европската унија, посебно кон Германија и Франција. Европската унија секогаш малку имаше лицемерие во оваа фаза на интеграција и од Париз и од искрено Берлин. мислам дека имаше малку лицемерие заради тоа што не можете да поставувате дополнителни услови и не можете да една влада која всушност ја врати земјата од ниво на заробена држава на ниво на демократска земја, кај што еве
на слобода на информирање од 136 место таму кое бевме дојдовме на 39 место отприлика. Значи тоа е нешто што е голем исчекор напред за земјата, а медиумите се еден од главните столбови на демократијата, слободата на медиумите и така натаму. Така да мислам дека покажа една недоследност. Нормално тие се исто така наши пријатели, наши партнери, нашето место е во Европска унија. Ние не живееме нити на Блискиот исток, ниту живееме во Африка, па да бараме, ниту во Јужна Америка, па да бараме некаква друга Јас сакам, Петро, да се занимавам со сегашноста и со блиската иднина, но еве ќе ве вратам пак во минатото. Од Берлинскиот конгрес наваму се уште не можат Париз и Белин да не, па може би и Лондон на некој начин, уште да не сварат дека постои една самостојна независна држава која е родена после тие премрежија. Мислам дека Македонија наруши дел од, да кажем, од тие сојузништва историски кои постоеле. Меѓутоа, тие се прагматични земји, ја сваќаат реалноста. Втора работа, поврзани се во многу со политиката на Соединетите Американски држави и гледаат дека всушност извор на стабилноста е една Македонија која на некој начин ќе биде автономна во рамки на Европска унија и која ќе биде, што би рекол покојниот прв председател Глигоров, со еквидистанца во делот на сите, или со подеднакво блиски односи со сите. Не да има асиметрично близок однос со некоја од соседните држави. И тоа е нешто што е дава почит и бара почит во таа смисла. И нешто што е добро и мислам дека има во голем дел она што НАТО интеграцијата за Македонија го заврши. Тоа е да се гарантира унитарност и безбедноста на македонската држава, ама тоа не е доволно. Ние мора да одиме чекор напред и да влеземе во Европска унија заради тоа што заради подобра економија, заради подобри пензии, заради подобар животен стандард, за да е почист градот, ако сакате. Ке проговориме добро да бидеме таму. Во овој интервју имаме доволно време околу македонските евроинтеграции, проблемите, кочниците, недовербата, евроскептицизмот и така натаму. Ке вратам на Црвенковски, на неговиот став. Го замрза членството после едно интервју на поранешниот председател Зоран Заев. Мој впечаток е дека неговиот став е различен од ставот на актуелното партиско раководство во однос на оваа релација сега со Бугарија, со француската рамка. Реков само впечаток, немам никакви информации. Можам ли да констатирам дека не кореспондира неговиот став со ставот на актуелното партиско раководство на СДСМ и има ли тоа во кадровска, па и во практична смисла некакво влијание околу евроинтеграциите? Јас не мислам дека тој искажал било каков став што е различен од ставот на актуелното партиско раководство, зборувам за раководството на Димитар Ковачевски визави евроинтеграциите. Она што можам да го заклучам од изјавите кои ги кажал, дека има еден скептицизам кај него, кој може би се должи на искуството што го има, но никаде не кажал дека сите овие постапки кои се направени се лоши за земјата. Тој имаше една резерва, а сум ја имал и јас. И јас реагирав на интервју што беше во БГНС, затоа што сметам дека реално ние сме посебен народ, имаме посебен јазик, имаме како да ви кажам, јазик кој сега е документирано влезен во Европската унија како јазик на една земја која пристапува кон Европската унија. Го потпишавме договорот Фронтекс на македонски јазик и често пати луѓето ме прашуваат: "Добро, Андре, што е различно сега? Па ние македонски јазик сме имале стално." Но да речеме ама различно е сега само еден збор, што сега и Бугарија и Грција го потпишаат договорот со нас на македонски јазик. Тоа е различното. И тоа е голема придобивка на она што е направено и доказ на она што го зборува амбасадорот Гира, дека ние не сакаат во Европа, дека не е точно дека не сакаат. Така, ќе вратам на тоа фамозно интервју, да подсетиме за гледачите на Зоран Заев за БГНС и по мој некој впечаток и некакви мои согледувања, имаше таму доста вербални гафови, но тие не се преточија ни пред тоа ни по тоа во некои материјални документи за да бидат пречка за ова што се случи со француската рамка. Да прашувам конкретно за ова француска, европска, бугарска, каква сакате рамка. Што ќе порачате на гледачите кои очигледно се под разен притисок на разни вакви дебати, изјави, на, како се вели, оно дракав можда би констатации? Таа е опасност за македонскиот идентитет или се работи само за суета, за гордост или само за партиска кампања и пропаганда?
Треба ли Македонија сите заедно тоа да го прифатиме за да се отчепат овие закочени евроинтеграцијски процеси? Мораме, заради тоа што Македонија е во местото на Македонија е во Европска унија. Ние ништо не губиме со тоа што неколку националности порано ги велевме или делови од народи како што стои во уставот, покрај овие десетина што ги има да влезат и уште неколку други во уставот на Македонија. Со тоа Македонија ниту губи гордост, ниту губи нешто. Хрватска, да речеме, ги има огромен број на сите што до 5 човека да живеат во Хрватска, наведени се во хрватскиот устав. Таму се ставени македонците, ние не ги имаме ставено хрватите. И не гледам што ние губиме од својата големина, ако додадеме уште неколку делови од народи, а со тоа си ги отвориме вратите за членство на Европската унија. Многумина ме прашуваат дали е сигурно дека ќе влеземе во Европска унија. Во животот ништо не е сигурно. Ама она што е сигурно е дека ако тоа направиме, ние ќе почнеме по траекторијата да се движиме. Тоа е како да речеме, сакате да одите од Скопје за Белград и сега вие наместо за да стигнете во Белград треба да тргнете со возило или како и да тргнете, или со авион или со воз. Ако воопшто не почнете да се движите, немате шанса да стигнете. Ако почнете да се движите, шансата да стигнете постои. Колкава е, ќе видиме, времето ќе покаже. Тоа Петров што не се тргнува по европскиот пат поради блокадата од страна на ВМРО да помине во собранието, нели не се изгласат и уставните промени да влезат и бугарите и другите овие групи народи што живеат во Македонија. Велите треба да се тргне да се почне пат. Од каде тогаш стравот? Може ли Македонија секогаш, ако тргне по тој пат, ако е уценета од Бугарија или од било која друга држава по однос на историски, идентитетски или не знам какви прашања кои не се дел од кластерите за интеграција со Европската унија, да рече стоп, ние го замрзуваме членството или уште една алатка да ги напуштиме разговорите. Како тоа, дали успеа опозицијата да го наметне како страф во јавноста? Успеа заради тоа што тоа е многу лесно. Зашто е многу лесно? Заради тоа што и мене како човек ме погодува непринципилноста на бугарската политика. Значи не зборам за бугарскиот народ, зборам за бугарската политика која таа своја хегемонистичка политика спрема Македонија е имала и историски, ако сакате, и тоа е нешто што е јасно. Меѓутоа, секогаш размислувам за Бугарија не е проблем, она е членка на Европската унија и она може да ни прави такви проблеми бидејќи ништо тоа не губи. Ама Македонија губи ако не стане членка на Европската унија. И заради тоа најдено е едно решение кое на луѓето им овозможува достоинствено нашите луѓе да бидат нормални граѓани на Европската унија. Ја не мислам дека бугарите или романците се попаметни од нас што станале побрзо од нас членки на Европската унија, туку стратешкиот интерес на големите земји бил таков како поголеми земји да станат побрзо. Ама сега ако гледаме дека стратешкиот интерес на најголемата и најсилна земја во светот конвергира со интересот на Македонија, ние да се наетиме и да бараме измислици кои се нереални и да правиме нешто што народот го вели од готова вересија, јас сум против тоа и мислам дека како и да завршат изборите, секој игра на некаква карта на денот на изборите, потоа треба да се седне и да се најде начин како за брзо време, во првите 3 месеци Македонија да ги почне. Која е вашата дефиниција што власт и опозицијата не е во овие последни 4 или не знам 7, 8 или 15 години не успеваат да се договорат за неколку круцијални македонски работи без оглед која е на власт, дали се гради пруга или не знам автопат или интеграција и така натаму. Што е проблемот кај македонското, условно да речем, политичко ткиво? Мислам дека мора да почнеме прво да си веруваме, на суштинските работи. Прво мораме да излечеме консензус за мене за две клучни работи. Едната е членството во Европската унија, недвосмисленоста во евроатлантските интеграции, да се направи се што треба за тоа да се заврши. И втората точка која е еднакво важна како првата е борба против корупцијата, неселективна и тотална борба против корупцијата на секое ниво, не само против другите, туку и во собствените редови. Тоа е она што ние мора да го направиме како консензус. Се договориме ли за тие две работи? Ке се договориме понатаму за сите други работи. Имаше идеја на времето, например, јавен обвинител да предлага опозицијата да се избира нели како сега во парламентот. Не се прифати тоа и сега како се вртат нели владите и властите, никому не одговара. Па, мислам дека тоа е еден добар показател, дека се сака да се справиме со тој проблем. Тоа беше, ние го имавме и во делот на, да кажем, понудите и како опозиција кон тогашната власт која беше.
И оно што можем да го сега да го заклучаме, а ставено во нашата изборна програма како СДСМ, дека ние ќе ги спроведеме сите заклучоци на оценската мисија, што во однос на состојбите во правосудството, мониторингот кој го направи, сите тие работи се ставени во нашата програма за да се реализираат. Мислам дека треба радикално да се влезе во тој. Но од червената револуција до сега се изгуби многу време на тој план, на тоа поле. Ве враќам на ова предизборие во сега пак на меѓупартискиот терен. Знам на Максим Димитриевски партијата и во некои дебати, и во некои колумни написи, во јавниот дискурс се споменува дека тука, ве враќам пак и Црвенковски, има пристојно, да не речем огромно големо влијание околу кадровската политика, дел од членовите и повидните членови на СДСМ да поминат во тој дел на таа партиска групација. Имате ли информации за тоа? Мислам дека тоа не е точно, заради тоа што ако видите дека целата, ниеден од екипата на Црвенковски, кои сме били раководство, не е во знам. Ана Данева е судија во Уставен суд. Гордан Георгиев работи за одредени меѓународни институции. Зоран Јовановски е подпредседател на Стопанска комора. Јас ја работам својата работа и на универзитет и во болница и сум во СДСМ каде што сум бил и 20 години претходно, така да ниеден од тие луѓе клучни не е таму. Има дел од луѓе кои биле на одредени ешалони пониски. Има дел од луѓе кои тоа го прават од лично незадоволство. Има дел од луѓе кои тоа го прават од лукративни причини. Меѓутоа, јас не гледам лошо било кој да се обиде да направи политичка партија. Нека ја направи, па времето ќе покаже што било. Паралелата што ја правите со Тито Петковски е различна заради тоа што Тито Петковски беше, да кажам, председателски кандидат кој освои 500.000 гласови на избори. И веднаш после тоа, непосредно после тоа, беше во ситуација после само 5-6 години да дојде во ситуација да прави партија. Јас претходно само констатирав дека во времето кога партијата на Тито Петковски го донесе Груевски на власт. Прашав дали сега Максим ќе го донесе ВМРО да помене Петковски на власт. Значи тоа зависи од пределата на гласачкото тело. Меѓутоа јас можам да истакнам дека 2 години после тоа беа и шутирани од ВМРО да помене, значи на што би рекол со еден ВМРО-вски жаргон, на клоци беа и шутирани, на поранешниот премиер, на клоци беа и шутирани од власта и повторно се вратија онаму каде што потекнуваат, меѓутоа само срамот го собраа. Ајде да ја вратам сосема накусо пак на Црвенковски. Го замрзна членството. Што значи тоа за него? Што мисли Андреј Петров? За партијата? За јавноста воопшто? Многу ретко се појавува. А има што да каже. Тоа е личен чин негов. Јас, моето мислење не сум го променил и нема да го променам, дека Бранко Црвенковски бил еден од столбовите на државноста и заедно со Киро Глигоров изводеа тежок период за државата, кога почнувавме да бидеме држава. Кога од една територија која се сакаше да биде држава, требаше да поминеме на сите тие, да кажам, премрежија што ги носеше тој процес, војни околу ембарга, санкции, тежок процес и заслужува почит и респект за тоа што го направил. Во делот на неговата дистанца тоа е личен чин, ја не можам да го коментирам неговиот личен чин кој го направил. Ви кажав во однос на ставовите визави мотивот што го на тоа натера дека тука ги делам тие ставови, немам што да кажам. Меѓутоа, она во што се разликувам е тоа што сметам дека поддршката на СДСМ со сите негови, да кажам, слабости кои ги има, сушност е поддршка за нормалноста на државата. Поддршка државата да остане на главниот колосек, бидејќи ВМРО можеби една уличка подобро ќе ја направи од овде до онде, или не знам, како што отвара во времето на Никола Груевски селски чешми, или ги правеа овие споменици, или жалните врби. Опозицијата премногу ја подценува меѓународната заедница. Те играат популистички. Те играат на картата на популизам. Па видете, тие, еве денеска оваа афера што изби, тие лиферуваат лажни анкети, значи каде што им се пробиени со документи дека тоа го прават, за да го креираат јавното мислење. Тоа е таа матрица која мора да се промени кај нив. Добро, но на тоа легна, ако се точни тие информации, веројатно деновиве во јавноста ќе излезат и поконкретни некои сознанија. Македонската радио телевизија е
главен фактор во таа промоција која е така. Македонската радиотелевизија во своето однесување, ако тоа се потврди дека е точно скандалозна, и треба во моментот да повлече оставка на генералниот директор на телевизијата, заради тоа што ставањето на националниот сервис, кој не постои од сега, кој го имаме со години наназад, и кој било еден, како да кажем, од столбовите на македонската држава, да го ставиш во скутот на политичка партија, а имаш власт која те оставила да бидеш директор и не ти фалело ништо со тоа што сме покажале дека сме демократи, дека дури се изложуваме свесно да бидеме критикувани, и тоа е дело што е прифатлив. Меѓутоа, она што е неприфатливо е да националниот сервис стане партиска експозитура и да биде во служба на политичка партија, без разлика која е таа политичка партија, бидејќи тие се плаќаат со пари на македонските даночни обврзници. Сите ние од нашите плати, од тоа што работиме деноноќно за себе и за своите семејства, дел од нашите пари се одвојуваат и за државата. Од тие даноци се плаќаат овие луѓе и тие не смеат да ги злоупотребуваат, водејќи конструирана политика на лажни кампањи, на лажни анкети, со која сакаат не да го оценат јавното мислење, туку да го креираат јавното мислење, бидејќи таа циркусијада да секој 2 дена ќе излегуваме со анкета на националниот сервис е бедна. СДСМ си носи товар од одговорноста за тој демократски амбиент, вклучително тука јавниот сервис Македонската радио и телевизија 7 години нели на власт, не успеа да промени закон, да направи нешто, тоа раководство стои од тогаш, нели? Една Грција, една Франција на времето кога не можеа да направат реформи, ги распуштаа. Да. Тие институции па формирају тренета нови. Сеедно да оставиме тоа тие институции да се реформираат или сами од себе, ако не успеат, но политиката мора нешто да направи во името на демократијата. Побај ги видни членови, враќам пак на овие меѓупартиски релации на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јавно негодуваат се уште, зборувам околу расположението за промена уставните промени, француската рамка и така натаму, и почетокот на, можеме да ги почнеме преговорите, не ги почнат. Веројатно ќе се забават сега и поради не само поради нашите уставни промени, изборите во Европа. Но многу видни членови на СДСМ истакнати, беа пратеници, функционери и така натаму, се огласија јавно дека се против тој предлог. Што е, како цените однатре од партијата, што е нивната ментална матрица, или се лични, спомнахте, лукративни некои причини да може да се внездат во некоја друга партиска средина? Па, знаете како, тоа е делот на данокот на популизмот. Популизмот се базира на тоа да го кажете тоа што граѓаните сакаат да го чујат. Тоа не значи дека не треба да го респектирате ставот на граѓаните. Тоа не значи дека требате да бидете елитисти и да мислите дека сте попаметни од граѓаните. Меѓутоа, оние, да речеме, што се нафатиле на државна функција, на тоа немаат право. Тие народот ги бирал, им го предал, им го делегирал својот глас, за да мислат што е најдобро за државата, и затоа мора да мислат најдобро што е за државата. Оние што се на страна, од аспект на луѓе што ги гледаат од друг агол работите, може да кажат и што е тоа што не чини. Не гледам лошо во тоа што некој од нив ги искажале своите ставови. Јас секогаш го ценам тоа што луѓето го кажат, дури да е спротивно на тоа што е некаков став или тоа што го мислам. Меѓутоа, на крајот треба да се седне и да се види, ако сето тоа го изанализираме, што е добро за државата. Да стоиме вака, да кажуваме колку ние сме паметни, како другите сите се глупави. Ако мислиме дека само ние сме паметни и дека сите други во Европа се глупави, ние имаме проблем. Значи, ние мора да го тоа табу да го скршиме и да влеземе заедно, и тука мислам дека треба да се изгради консенсус. Тука мора да направиме допирна точка, прво во македонскиот кампус, заради тоа што гледам дека во албанскиот кампус и имаат они некои консенсуси. Они се препукуваат за други работи, за криминал, за така и тоа треба да биде. Меѓутоа во македонскиот кампус ние мораме да ги споиме тие линии околу овие две клучни прашања што ви ги кажав. За вас лично, кога ве прашав и за Црвенковски, во периодот на Заев, ве немаше на јавната сцена, не бевте активни, предпоставам, во партијата, не бевте ни член, можеби, на органите на партијата. Не сум бил. Што се случуваше со Андреј Петров во тој период, визави вашето CV социјалдемократско од времето па до тој период? Што се случуваше? Работев многу во мојата професија, се посветив на повеќе на тој дел, се посветив. И сега работите, предпоставам, работите и за партијата, но тогаш ве немаше. Јас имам верба во
да кажам, во Димитар Ковачевски, кога дојде тој како председател на партијата, ми понуди да помогнам, дали сакаш да помогнеш, и јас, човек кој бара на искрен пристап помош, зашто да не му помогнеш, баш се работи за човек во кој верувам дека е честен. А и за партијата и за државата. И за партијата и за државата нешто работи, што не значи дури во периодот ако земете кога бил Заев председател, јас никаде не сум имал некој став кој бил насочен против Социјалдемократскиот сојуз. Нормално сум оставил период некои нови генерации на луѓе кои дојдоа после нас, за да не се свати тоа дека еве ние сме сега посесивни, партијата почнала и завршила со нас, да го кажат тоа што го имаат. Но генерално секаде каде што ме поканиле, дури и во тоа време, кај што Зоран Заев беше председател, дали бил тоа партиски конгрес, дали била партиска конвенција, дали бил некој настан каде што ме поканиле да учествувам, јас сум учествувал. Активна организација? Таму да. Припаѓате. Таму припаѓам и таму тоа е мојата општинска организација. Рековте сте поканети, нели, да помогнете, што реално и нормално во круг на една партија, но ве нема на овие изборниве листи, дојдоа некои нови клинци, нема место за старите кадри, вие не сте ни престанени. Не сум ни престанал, ама јас со парламентот сум завршил. Јас сум бил во 2 мандата пратеник и мислам дека е добро да дојдат нови луѓе на пратеничките листи, да покажат што знаат во парламентот. Парламентот е место за дебата, каде што треба да функционираат луѓе кои... Добро, ајде малку со збор два, како ги цените актуелните листи за овие избори на СДСМ, а како на ВМРО-ДПМН? Мислам дека ние имаме... Без преголема партиска пристрасност. Не, вака ќе ви кажам. Мислам дека ние имаме подобри носители од нив, ако ги гледаме само носителите на листите. Она што мислам дека е моја критика и до едната и до другата страна, ако можам да го кажам, е дека мораме да изградиме систем, да направиме систем на отворени листи. Не може да ги ставаме луѓето само заради тоа што некој сака, или само заради тоа што е близок до лидерот на партијата, или само заради тоа што лоби група некоја застанала позад него. Мора да направиме систем на отворени листи, па и 20-тиот на листата, ако граѓаните го сакаат, да може да стане пратеник, оној што е вториот после лидерот на партијата, да не стане пратеник ако граѓаните решат да не зборувате за тој тип на гласање, мнозинството од граѓани според реакциите и според испитување на јавно мислење тоа го сакате. Каде во овој мандат Андреј Петров во реченица 2, ве молам, времево некако брзо не истекува, погреши Социјалдемократскиот сојуз, не расчисти, зборувам и заради рейтингот без оглед на анкетите колку се веродостојни не се. Сепак опозицијата има некаква предност според расположението на граѓаните. Каде во мандатот погреши Социјалдемократскиот сојуз, не расчисти на време, можеби со ДУИ, што опозицијата па го регистрира како партија која е криминогена, не знам, корумпирана и така натаму, или не заигра метла како што најавува на времето во своите редови? Мислам дека повеќе е ова второто. Требаше многу поенергично, ако ме прашате мене, да се справиме со криминалот и корупцијата, бидејќи она што особено таму кај што јас живеам во Скопје, живеам од секојаш од денот од кога сум се родил тука, во Скопје е многу поважна паролата нема правда, нема мир. И многу поважно е таа желба на ова граѓанско општество тука за правда, за демократија, за ред во државата, отколку тоа дали сте направиле некоја уличка или не сте направиле како што треба. И мислам дека тоа е нашата главна грешка. Ние требаше да бидеме многу подоследни. Почнавме, не велам дека ништо не направивме, меѓутоа мислам дека тоа требаше да биде многу поенергично. И подлабоко, веројатно. Кај да е, почнува кампањата наскоро, предизборна и председателска и парламентарна. За 8 мај ме интересира посебно Социјалдемократскиот сојуз. Ќе се избори или каква е вашата прогноза за барем мал дел од учество во власта, или ќе влезе во длабока опозиција со тоа и во длабока криза партијата, или сте оптимист? Јас мислам дека прво нема европска влада без Социјалдемократскиот сојуз. Значи, може да има влада без Социјалдемократскиот сојуз, ама таа нема да биде европска и ќе ја закопа државата во изолација, тоа сум убеден. Било каква влада која има европска агенда не е возможно да се формира без Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мене дури ме радува што многу не подценуваат. Многу ме радува што не подценуваат, зашто Социјалдемократскиот сојуз е најопасен кога е подценет. И она што можам да го кажам е дека она што ќе се случува на изборите го решаваат граѓаните. Не го решаваат нарачаните анкети, не го решаваат желбите.
секој граѓанин кој ќе се појави на гласачкото кутивче треба да размисли дали сака неговата земја да отиде напред или сака да стои во Ако место. добро ве разбирам, се смета на тоа тивко граѓанство кое на денот на изборите ќе реши каде сака Македонија да се движи. Тоа тивко граѓанско мнозинство, практично непартиско, кое устоличува власт и кое урива власт. На тоа сметате? Мислам дека тие луѓе ќе бидат пресудни и јас искрено очекувам прво во првиот претседателски круг тесна разлика помеѓу Стево Пендаровски и господјата Силјановска. А во вториот круг очекувам убедлива победа на Стево Пендаровски. Вчера бевте на синоќа на конвенцијата, како беше амбиентот? За мене имаше многу пати сум го слушал Стево Пендаровски, по мене го одржа вчера најдобриот свој говор во историјата, со кој недвосмислено се стави на страната на која секогаш припаѓал, а тоа е на евроатлантските западните интереси во земјата, и она што го кажа ја го потпишувам од прв до последен збор што го кажа. На Македонија треба председател кој е чесен, кој ќе критикува и своите и кој нема да се кочи оние што од неговите редови не се однесуваат достоинствено, што направиле криминал, што се однесуваат на начин кој не е добар и за државата и за граѓаните, и да ги санкционира и да ги критикува, а Стево Пендаровски е таков човек. Верувам, кампањите предизборни ќе расчистат многу нешта во нашите глави како граѓани, како гласачи председателските, па и парламентарните. Андри Петров, не сетувате ли каква Македонија ќе ни се случи или каква Македонија ќе биде од 9 мај натаму? Гледате ли некаков постизборен епилог или се уште е рано за поконкретни прогнози? Јас единствено нешто што не би сакал, тоа е политичка криза во земјата. Сакам да се формира политичка влада и при тоа она што нормално го очекуваме СДСМ да биде дел од таа политичка влада. Би сакал да се најде консензус по цена дури и на личните интереси во партиите, да Македонија за 6 години стане членка на Европската унија. На сите оние кои велат дека тоа не е возможно, јас им велам возможно е, ајде да се обидеме вреди. Слободен печат, слободна телевизија во копродукција со Цивил. Почитувани, ви благодарам. Андреј Петров, ви благодарам. Ви благодарам на поканата и ми е задоволство со еден вака од доајените во оваа област што можам да се сретнам и да разговарам. Се надевам не се навредувате заради Благодарам за комплиментот за годините, да. Со гордост ги носам. Благодарам.